Поранешниот американски претседател Доналд Трамп побара од федералниот судија да го одложи неговото судење по обвинението 37 точки во кои се тврди дека тој незаконски зел доверливи документи, а потоа заговарал со помошникот Волт Наута да ги спречи владините служби да ги земат документите. Мартин Николовски се јавува од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, на што се доложи ова барање од Трамп? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Трамп и неговиот помошник Волт Наута, кои се соочуваат со 6 обвиненија во случајот, во барањето до судот рекоа дека предложениот датум за судење во декември од страна на владата е нереален и дека ќе им оневозможи разумно време да се подготват. Во образложението, адвокатите на Трамп велат дека датумот предложен од одделот за правда ќе се меша во неговата кандидатура за претседателските избори и ја наведоа потребата да се разгледаат потенцијално голема количина докази пред судењето. Но ова барање се уште нема одговор од специјалниот советник Джек Смит, кој го води случајот со доверливи документи против Трамп и Наута. Смит исто така ја истражува улагата на поранешниот претседател во обидот да ја подобри неговата загуба на реизборот во 2020 година од демократот Џо Бајден и немирите на 6 јануари 2021 година од поддржувачите на Трамп во Конгресот на САД, зашто Трамп често ја напаѓа истрагата против него од страна на Смит како лов на вештерке. Мартин, американскиот оддел за правда ја промени својата позиција и рече дека Трамп нема право на имунитет по тужбата од писателката Джин Керол. Што значи оваа нова одлука? Сунчица, во нов правен удар за поранешниот американски претседател Доналд Трамп, американската влада вчера ја смени својата позиција, велики дека нема да тврди дека Трамп има право на имунитет од тужбата за клевета на писателката Джин Керол, која бара одштета од 10 милиони долари против него, отворајќи го патот за можно судење на почетокот на следната година. Во писмото до адвокатите на Трамп и Керол, американскиот оддел за правда соопшти дека повеќе не верува дека Трамп действувал во својство на претседател во јуни 2019 година, кога тој наводно дал клеветнички коментари за Керол како одговор на нејзините обвинувања дека ја силувал. На 9 мај поротата на Манхетен му нареди на Трамп да ја плати на поранешната колумнистка на списанието Еле 5 милиони долари за клевета и сексуална злоупотреба во посебна тужба. Трамп побара од федералниот судија да ја отфрли тужбата против него, но ова барање беше одбиено. Следното судење за овој случај е закажано за 15 јануари 2024 година. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон. Продолжуваме со вестите од